Информациите стигнуваат до вас. Дојавте во студиото на Канал 5. Добро вечер и добро ве најдов. Поздрав до сите гледачи на Канал 5 телевизија и до целата публика што ја следи оваа емисија. Така, денеска се навршува 98 години од потпишувањето на Букурешткиот договор, рекол еден темен момент во македонската историја, кога Македонија изгуби многу според многумина кои што ги следат овие историски развојни фази на настанокот на државите на Балканот. Веднаш да започнеме со едно прашање кое што ми се чини дека во Македонија не е доволно расчистено. Дали 2013 година Букурешткиот договор ќе прекине да функционира, дали можеби ќе има ревизија негова? Вака, точно денес е денот кога пред 98 години е потпишан Букурешткиот мировен договор и тој договор е конечен во смисла на правно действие кое го има од 1913 година, во текот на годините кои уследиле и во воено време, во време на Првата светска војна и подоцна се правеле повеќе обиди за ревизија на одредени членови на Букурешткиот договор, но договорот останал во таа форма во која што е потпишан. И да не биде разочарување до македонската јавност, ниту пак обесхрабрување за непостоење на член кој што го дефинира македонското прашање во Букурешткиот договор, значи да не биде разочарување, не постои член ниту во официјалниот дел, ниту во протоколарниот дел, ниту таен анекс кој што зборува за одредена временско траење на договорот од 100 години, значи веднаш го демантираме ова што го поставивте како прашање. 2013 година, значи нема таков субјект правен кој што би го покренал тоа барање, бидејќи Македонија во тоа време нема држава, нема своји представници на Букурештката конференција и од тој аспект во официјалниот дел и во тајните анекси нема таква одредба која што зборува за временско траење на Букурешткиот договор. Во секој случај од политички аспект тоа би било еден огромен хаос би се случило доколку некој од државите побара таква ревизија. Така. Инаку постојат во Обединетите нации, постои процедура правна која што може да покрене секоја држава, меѓутоа објективно дека секоја држава ќе влезе во многу тежок лавиринт кој што не може да излезе. Од политички аспект, само тоа што го елаборирав претходно, дека иако е конечно потпишан во 13-та година, се направени повеќе обиди за негова ревизија. Пример 1918 година и фактички делот кој што територија на Македонија која што и припаднала на Бугарија околу Струмица, по Версајскиот договор тој дел од територија е одземен од Бугарија, даден на кралството на србите, хрватите и словенците. Секако дека во денешни услови, кога имаме независна, суверена Република Македонија, од аспект на политички димензии, политички последици, покренување на прашања, може да предизвика лавина на непријатности. Дел од тие непријатности директно ги чувствува и македонската политика, македонскиот човек, македонскиот граѓанин. Сведоци сме, еве, рековме 98 години од потпишувањето на договорот, но трета година од 2008 година, символично исто Букурешт, кога е ставена фактички блокада за евроинтеграција на Македонија во НАТО структурите, а потоа фактички и закочено напредувањето на Македонија кон... Во секој случај, 2013 година не треба да очекуваме ништо посебно, тој договор делови од него продолжува да важат сега. Договорот од друг аспект не треба да се гледа како безвредна хартија, бидејќи е многу значаен, тој е доказ за официализирање фактички на политиката на меѓународната заедница во тоа време и на политиката на соседните балкански држави во однос на македонците и Македонија, односно денационализацијата и асимилацијата на македонското население од страна на сите фактори на меѓународната политика која што се во тоа време. Че можеме слободно да кажеме дека постои еден историски континуитет кој што го следат сите оние држави кои што тогаш учествувале во распрачување на Македонија и кои што сега ни создаваат проблеми во нашиот пат. Геополитичките карактеристики на македонскиот простор од една временска дистанца од 1913 до 2011 година се видоизменети. Со тоа што денес во геополитиката на македонскиот простор имаме суверена и независна Република Македонија, која што представува значаен фактор во
уредувањето на идните односи меѓу балканските држави. Овде го гледаме сега на нашите екрани договорот од Берлин, ако не се лажам. Така, да го видиме. Берлинскиот Тоа се договор, документи кои што се на некој начин се дел од целиот овој процес. така, Поврзан со Берлинскиот договор. Источната криза или источното прашање започнато во 1875 година, 1878 година дел, најголемиот дел е разрешен со Берлинскиот мировен договор, со Берлинскиот конгрес и Берлинскиот договор. На овој документ и на други документи кои што ќе бидат дел од книгата, еве една мала промоција да направиме за книгата, делото што го започна професор доктор Ванче Стојчев, јас го завршувам, значи носи наслов. Целата негова кариера, вашиот татко, покойниот професор Ванче Стојчев, работеше на Букурештскиот договор. Ова е насловната страница на книгата која што треба да биде издадена во книгата излезе во септември. Вие сега ги правите, завршите подготовка. Се сублимира, се финализира тоа животно дело на професор Стојчев, кој што од 85-та до фактички својата смрт го истражувал проблемот, ги собрал документите, кои што се во обем на 700 страници со околу 40 прилози, оригинални факсимили на документи, на карти, завршени, рецензирани и книгата е дадена во печат, во септември ќе излезе, зборува за континуитетот на македонското постоење и во географска и во историска и во политичка смисла од 1878 година преку создавање на револуционерна организација македонска, преку Нинденското востание, во она што можеме да им го прикажеме на добронамерните читатели, добар дел од содржината на оваа книга е учеството на македонскиот народ и македонското население во Балканските војни. Имено првата Балканска војна, која што е војна објавена од Балканскиот сојуз, тоа се државите Србија, Црна Гора, Грција и Бугарија против Османлиска империја, е завршена во декември 1912 година, по Лондонскиот договор 1913 на 30 мај, незадоволни од оние делови што ги добиле во завојувачката политика во однос на териториите на Османлиска империја, најголем дел во европскиот дел и најзначаен стратешки дел на Османлиска империја била Македонија, тие покренати од таква иницијатива да заграбат што поголем дел од територија, Бугарија ја започнала војната, која што во литературата, тоа е малку познато во јавноста, но во добар дел од литературата од тоа време втората балканска или меѓусојузничка војна се нарекува и војна за поделба на територија на Македонија. Да се вратиме сега малку на Букурешт. Иако во самиот договор не се споменуваат македонците, како етничка група, сепак Букурештскиот договор дава една потврда за постоењето на македонската нација во рана фаза, да речем. Видете, она што го има во Букурештскиот договор во однос на терминолошко одредување на национална припадност е дека ниту еден елемент од Балканот во таа смисла не е споменат. Но, она што го има во билатералните договори, во меѓусебната преписка официјална на државите учеснички во Букурештскиот договор, она што го има во извештаи на меѓународни комисии и други меѓународни релевантни документи е точно наведување на македонскиот народ, на македонската националност, која е оштетена во Балканските војни. Слободата, стравот од ослободувањето на Македонија се наведува во извештајот на Карнегиевата комисија, придонесе македонската нација да не биде ослободена. Кај што јасно се дефинира дека македонците не се ниту срби, ниту бугари, најмалку грци, и дека тие си го имат континуитетот во борбата за создавање сопствена држава, но за жал она сојузништво што е пропагирано од времето на источната криза до балканските војни од страна на балканските народи, фактички тоа го и раздвижило македонецот да земе учество во тие војни, е демаскирано и на некој начин изиграна е улогата на македонците во овие војни на штета сопствена. Да. Индиректно и представниците на американската влада во Букурешт, кој што Америка тогаш не била најголема формално голема сила во светот, споменуваат за правата на народот кој што живее во овие окупирани територии, кој што дури и во документите поврзани со таму се нарекуваат окупирани територии, што би значило само по себе дека се признава дека Македонија, овој дел од Македонија практично е под окупација на соседите. Добар дел од документите, картографија што ќе биде изворно дадена во книгата, зборува за поделба и за окупација на Македонија.
Американскиот фактор во меѓународната политика на Балканот во 1913 година не е најзначаен. Фактички Америка не се вбројува во шесте големи сили кои што се присутни во политиката на Балканот и кои што се директно присутни и директно влијаат на конечната форма на Букурешкиот договор. Имено во една форма на барање и декларација од страна на представникот на Соединетите Американски држави во Букурешт, амбасадорот, односно дипломатот Джексон, се бара официјално во договорот да влезе посебен член или подчлен став во кој што ќе се обврзат подписничките на договорот дека ќе ги почитуваат правата, сите права на она население кое што ќе припадне на нивна територија, а не е од нивна народност. Што иницира на некој начин во 1913 година разлика на населението, фактички тоа е македонско население кое што за жал не е признаено меѓународно и го нема во документите официјални на конференцијата, но и за тоа има голема причина како најзначајни фактори во меѓународната политика на Балканот во време на Балканските војни се Австро-Унгарија и Русија. Австро-Унгарија го нема подпишено. Централни сили го нема ратификувано, но Австро-Унгарија и Русија во 1902 година договараат забрана на употреба на името Македонија во замена на тоа трите вилаети, забрана за да не асоцира на било какво идно можно создавање на политичка единица која што ќе го носи името Македонија, а населението од Македонија фактички да не бидат македонци, бидејќи има пројави, се јавува свеста кај населението дека не се припадници на друга народност освен македонска, да се именува како христијанско население од трите вилаети. Пошто поради договорни обврски во смисла на финансиски заеми е направен притисок и врз османлискиот султан и тој во 1903 година во април издава документ, наредба да се забрани во царските вилаети употреба на терминот Македонија и македонци. Значи има свој еден континуитет таа политика од крајот на 19 и почетокот на 20 век, Балканските војни, па дури еве и денес ова што се случува во однос на надворешната политика, не мислам само на односот на јужниот сосед кон Македонија и македонскиот идентитет, секако дека по пројавување на одредени политички изјави кои што не би ги коментирал бидејќи не сум во таа улога, како фактички ги следиме настаните од 13-та и денес ако се јавуваат представници на тие држави кои што учествувале во поделата на Македонија и разговараат, третираат прашања кои што во добар дел се недовршени со Букурешкиот договор, бидејќи Букурешкиот договор представува само прва, најболна фаза од официјализирањето на меѓународната политика кон негирање на македонскиот идентитет. Значи, подоцна видовме дека барањето на американските представници од Букурешт практично не е реализирано. Така, не е реализирано 13-та година, но во политиката на Соединетите Американски држави по Балканските војни, во време на Првата светска војна, кога Америка станува значаен фактор во меѓународните односи, председателот Вудро Вилсон во јануари 1918 година ги објавува познатите 14 точки, во која што точка 11 исто така индиректно се иницира решавањето на македонското прашање. Имено се вели Србија и Романија да ги повлечат своите војски, односно држави од окупираните територии. Во тоа време српска територија е само фактички дел од Вардарски од Македонија кој што го добила по Букуреш. Фактички имаме исто едно заземање на американската политика во корист на позитивно решавање на македонското прашање. Но сепак таа не била одлучувачки фактор. Повторно, другите држави, меѓународна политика, другите сили кои што имаат влијание на меѓународната политика, придонеле Македонија да не биде признаена и во време на Првата светска војна. Не само и американци, не само Вилсон, и Грција до пред десетина години постојано зборуваше за окупираните територии во Македонија после Балканските војни. Така. Бидејќи на сите карти кои што научно третираат проблематика од време на Балкански војни, Прва светска војна, на сите карти, на сите војни документи стои дека тоа се окупирани и новозаземени или здобиени територии. До 1913 година никогаш грчката држава немала власт на територија на Македонија, ниту на дел од Македонија. Оно што е интересно можеби за јавноста, тоа е и книга, исто ќе ја најавам, Македонскиот фронт 1915-1918 година, каде што во едно време кога сојузните сили на Антантата 1917 година под команда на генералот Сарај наредуваат
комплетно територија егејскиот дел на Македонија да се евакуираат сите грчки безбедносни и воени сили, бидејќи Грција во тоа време се уште е неутрална во војната, не учествува на страна на Антантата. Се евакуираат, дури е и Атина под француска окупација, има документи со фотографии, со топови, со митралези, со заробени грчки војници во тоа време. Француски војни знамиња? Така, да, со француски војни знамиња, каде што и на една мапа која што беше на екраните се гледа, значи, таа територија на егејскиот дел, најголемиот дел, 51% од територијата на Македонија им припаднало на грците по Букурешкиот договор, каде што и во време на Версајската конференција територијата се оспорува од страна на југословенската делегација со тоа што не се повторно препознаваат македонците, туку од свој интерес државен, но самиот факт дека е нешто спорно и дека не е во ред, кажува дека да, и на интересна мапа ќе знало режимот да врати дека македонците Југославија не се признаени. Поначно Југославија со делови од Халкидики. Ова е карта, така. Ако не се лажам, да, тоа е мапата. Ова е мапата која што е објавена во 1918 година. Ја чуваме, значи ја имаме оригинал. Картата тоа се стратегиски граници или максимални барања на делегацијата. Не се гледа убаво во долниот дел се Кралството на Србите, Хватите и Словенците, каде што иницирано пак од македонец кој што изработил Воденската декларација 1918 година и македонскиот народ да биде признаен и да влезе како дел од тројното племе, односно тројниот народ Србите, Хрватите и Словенците, да влезат и македонците, но под жестоки притисоци пак на главниот, значи, водител на политика на Кралството на Србите, Хрватите и Словенците Никола Пашич, тој строго исто како австро-унгарскиот и рускиот министер за највисши работи има наредено во никој случај да не се спомнува терминот македонци, македонски, бидејќи постоела посебна комисија во Версај која што го обработувала малцинското прашање на националностите. И постоела можност во делот егејски на Македонија и во делот вардарски кој што припаднал на Србија да се спроведе еден вид референдум или плебисцит за изјаснување на населението на која народност припаѓа. Она што е интересно, исто го има во документите, 1916 година британски извештаи каде што кажуваат дека во Македонија живеат срби, турци, албанци, власи, грци во поголемите градови се занимаваат со трговија, но има и население кое што само себе си се нарекува македонци. Александар Стојчев, бевте многу успешен гост ни рекол денес, кога ни расчистивте многу од дилемите историски што е поседо Македонија. Една од работите е дека наредната година 2013-2012 година нема да има ревизија на Букурешкиот договор, нема да има промени околу тоа историска енигма која што постои за нас се уште. И благодарам што бевте со нас. Ви посакувам многу успех во издавањето на книгата која што ја напиша вашиот покоен татко. И се надевам дека повторно ќе имаме други прилики да разговараме за овакви историски важни теми за Македонија. А ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со вестите на канал